Они платија голема цена за таа изолационистичка политика на Орбан и едноставно се заморија со фактот да бидат црни овци во Европската унија. На десничарскиот популизам не се очекува некакви круцијални разлики во однос на владењето на Виктор Орбан. Но во делот на усогласеност со политиките на ЕУ и политика која во однос на Украина пред се е далеку повеќе усогласена со онаа на ЕУ, тогаш да, Петар Маџар се очекува да го смени курсот. Токму овој резултат на Орбан треба да ја мотивира македонската надворешна политика да се тргне од двоецот Трамп-Нетањаху. Едното сценарио е дека Груевски ќе се најде нова дестинација, а второто сценарио, ако веќе дојде во Македонија, ако биде испорачан, јас мислам дека нисправниот лавиринт дека ќе биде ослободен. И доколку сака Петар Маџар да му направи огромна услуга на Христијан Мицковски, сметам дека тој би го испорачал Никола Груевски. Нема доволно наука. Значи потребно е наука за да има и квалитетно високо образование, потребни се истражувања и потребно е објавување на трудови. Недоволно се објавуваат трудови? Недоволно се објавуваат. Ние имаме статистика на направено дека потребно е да објавиме 3 пати повеќе од она што сега го објавуваме за да се најдеме на Шангайска листа. Политиката на државата, која што ние самите ја одредуваме со правото на глас, треба да работи на политички програми кои што се во интерес на граѓаните. Гледате ново издание на Тренинг, добро вечер. Унгарија доби нов лидер, Петар Маџар, евреин, конзервативец по своите убедувања. Тој го помина патот од ученик до приврзаник на Орбан и денеска да стане негов главен ривал. За европската ориентација на Маџар говори и неговото предупредување. Русија е безбедносен ризик, не народот, туку елитите. Во историјата веќе го почитувавме значењето на силата на руската мечка, изјави идниот унгарски премиер. Заврши долгиот мандат на Виктор Орбан по 16 годишно владење. Смена на власта во Будимпешта. Десно ориентираниот политичар Виктор Орбан, што е пријател на Македонија и непосредно поврзан со премиерот Мицковски, го навлече гневот на партнерите на Европската унија, но го привлече и вниманието на Доналд Трамп. Не успеа обидот на Будимпешта и со копи-пейст политиката на Тито. Пари од Запад, страф од Исток. Следува ново поглавје во развојот на Унгарија, откако унгарскиот народ со решително не го симна од тронот Орбан. Може ли сега екс-премиерот Никола Груевски да биде мирен, спокоен? Неговиот лидер и актуелен премиер Мицковски беше категоричен. Доколку Никола Груевски се појави во Македонија, ќе биде обезбеден од органите на редот и ќе биде упатен на отслужување на затворска казна. Дали Никола Груевски ќе се врати дома или сега веќе бара ново засолниште? Допорва ќе се одмотнува клопчето. Но сосема е известно дека дури и доколку Унгарија одлучи негова екстрадиција, тој процес веројатно ќе потрае. Следите Трилинг, а на почетокот ова издание околу изборните резултати во Унгарија. Размислуваме, анализираме и проценуваме со нашите вечерашни соговорници. Новинарката Слободанка Јовановска од Независен, како и Љупче Златев од Радио Лидер. Мислам дека тек ќе видиме во кој правец ќе се движи Унгарија. Реално неговите политики се познати, што ги најави, ветувањата предизборни. Очекувам дека ќе има голем пресврт во смисла бидејќи гласачите пратија силна порака на изборите. Јасно е дека во Унгарија луѓето сакаат промена од досегашната политика што водеше Орбан и која што значеше некој вид изолација и некој вид како да кажам политика спротивна на она што постои во моментот во Европската унија. Мислам дека и оние свати таа задача што му ја дадоа граѓаните и дека реално без оглед што потекнува од партијата на Орбан, што е поранешен член на Фидес, што на некој начин ставовите му се конзервативни како на таа партија и на некој начин ги следел некое време политиките на Орбан, мислам дека он свати дека негова шанса политичка е да раскрсти со тоа што го
што се случуваше до сега во Унгарија. Така што мислам дека он повеќе ќе биде склон да гледа кон Брисел, бидејќи во моментов она што е најважно за Унгарија е да ги добие парите кои што се замрзнати поради многуте реформи што не ги направи Орбан. Втората работа ќе му биде да раскрсти во надворешната политика во однос на Украина, во однос на политиката на десничарските партии што се протегаат од САД до Германија, бидејќи ќе сака да покаже дека се разликува од досегашниот премиер. Дали е ова победа на проевропски ориентираниот Маđар наспроти проруски, ако може така да се каже, досегашен или до вчерашен премиер Орбан? Може и така да се каже, макар што мислам дека она што беше одлучувачко за унгарските граѓани кога гласаа за Петер Маđар не беше надворешната политика, не беше Путин, иако во голема мерка он ја водеше кампањата на таа карта. Мислам дека во најголема мерка надвладеа внатрешната состојба во Унгарија. Они платија голема цена за таа изолационистичка политика на Орбан и едноставно се заморија со фактот да бидат црни овци во Европската Унија. Затоа мислам дека играше реално на изборите Орбан на картата на прорусија, играше исто така на картата анти-Киев. Меѓутоа, мислам дека тоа му беше најголемата грешка и може би една од основните причини поради кои што ги изгуби изборите. Мојата анализа беше дека Орбан нема што да им понуди веќе на гласачите. Он е толку истрошен после 16 години на власт, да едноставно немаше внатрешно прашање што може да го отвори и што некој ќе му поверува во Унгарија и затоа мораше да се ориентира кон теми кои што се надвор од Унгарија и кои што на некој начин играше со националистичките чувства во земјата. Мислам дека Унгарија, тие 16 години на пропаганда во Унгарија, антиукраинска пропаганда, анти-ЕУ, имаат оставено некои корени. И тоа ќе биде тешка задача да се расчисти, да се профилира јавното мислење и да се профилира граѓаните во друг правец. Сигурно има некои остатоци од таа политика, меѓутоа резултатот од таа политика е многу очигледен. И унгарците го почувствуваа и по джебот, и по статусот, и по се, и мислам дека затоа расчистија. Унгарија ќе се движи во еден правец во кој за многу работи веќе се движи, но се очекува приближување кон европските политики, односно поголема усогласеност на официјална Будимпешта со политиките на официјален Брисел. Много интересна статија имаше Майкл Можбаер, мислам му беше презимето, уредник, коментатор на Daily Telegraph. Тој вели, на последните избори унгарците избраа орбанизам без Орбан. Во однос на политиките за миграција, доколку ја прочитате програмата на новиот премиер на Унгарија Петар Маđар, ќе видите дека тој има дури порадикални позиции од оние на Виктор Орбан. Во оние конзервативни политики во делот на, не знам, поддршка на многудетни семејства или скратување на правата, ограничување на правата на луѓето со ЛГБТ определба и така натаму, Петар Маđар е дури порадикален од Виктор Орбан. И сликата во Унгарија е многу јасна. Имате 3 парламентарни партии и сите 3 и припагаат на десницата. Така што во делот на национализмот, на десничарскиот популизам, не се очекува некакви круцијални разлики во однос на владењето на Виктор Орбан. Но во делот на усогласеност со политиките на ЕУ и политика која во однос на Украина пред се е далеку повеќе усогласена со онаа на ЕУ, тогаш да, Петар Маđар се очекува да го смени курсот и Унгарија да влезе во еден сосема поинаков правец. Дали ова значи дека дали изборниот исход е всушност победа на проевропската ориентација наспроти проруската? Знаете, Виктор Орбан, барем за внатрешна употреба, никогаш немал проруски политики. Политиките на Виктор Орбан беа правенствено дека ние смееме и ние треба и ние мораме да правиме бизнис со Русија.
Проруската политика на Виктор Орбан не беше идеолошка. Проруската политика на Виктор Орбан беше исклучиво од делот на политичката економија, односно делот на меѓународната трговија. Неговиот концепт за функционирање на Унгарија како европска нација е ист со концептот на Петар Маџар, кој практично доаѓа од неговата политичка партија. Така што европска или руска Унгарија никогаш не беше тема. И верувам дека и сега не е тема во, иако нели многумина, особено власта нова во Унгарија сака така да го портретира, но не изгледаат работите баш така. Орбан беше, како да кажам, силен поддржувач нели на интересите на Москва, меѓутоа јас реално никогаш не викам никогаш. Јас мислам дека еден ќе падне, друг ќе се појави. Путин се уште го има Фицо, има силна, има, како се вика, политичка поддршка во полската влада, новата полска влада. Исто така Орбан е, се извинувам, Радев е силно проруски, така што десничарските сили и проруските сили не се поразени во Европа. Нивното време не доаѓа на таква голема врата како што се очекуваше, меѓутоа некои губат, некои доаѓаат и се менуваат. Мислам дека ќе треба да помине уште долго време додека да биде нивната идеологија да биде сосема поразена. Дали се уште ќе биде и натаму ствари големо влијанието на авторитарните лидери? На кого мислите? Па еве, беше оквалификуван како авторитарен. Јас би рекла дека он беше мек авторитарец и повеќе би рекла дека беше корумпиран лидер отколку авторитарец. Мислам дека времето на авторитарните лидери во Европа тешко дека ќе дојде. Едноставно во Европа не може тоа да се случува до толкава Америка како што гледаме на други континенти. Дали со падот на Орбан всушност паѓа и чадорот и влијанието врз Балканот и руското мешање врз регионот? Русија никогаш не ги користела унгарските канали за влијание во регионот. Сосем спротивно, Русија секогаш се обидувала и создавала своји канали, затоа што Унгарија никогаш не била прокси на Русија во однос на Балканскиот регион. Унгарија себе си се доживува. Јас сум го запознал сосем случајно на една студентска конференција каде двајцата случајно се најдовме во 2016 година и тоа бевме идеолошки целосно различни од мнозинството кој бе радикална десница. Сум го сретнал во живо Петар Маџар. И можам да ви кажам дека од секогаш Унгарија се доживувала себе си како регионална сила. Тоа е оној сентимент оставен од Австро-Унгарската империја. И тие секогаш, дали зборуваме за влијанието во Телекомот, дали зборуваме во влијанието во аквизиција на одредени медиуми, дали зборуваме во влијанието на политиката, дали зборуваме во овие кредитни договори кои ги има со Македонија, договори за стратешко партнерство кои ги има и со Хрватска, и со Македонија, и со Србија, и со Словенија. Ти имаат огромно влијание и во Словенија. Влијанието во Унгарија таа секогаш себе си се доживувала како регионална сила и никогаш не делувала како прокси на Русија и не може да го гледаме тоа дека сега Русија ќе добие или ќе изгуби или Западот ќе добие или ќе изгуби. Унгарија секогаш своите политики овде ги гледала слични со Австрија, да речеме. Ги гледала како свој експанзионистички економски интерес, затоа што тие доаѓаат од Централна Европа, имаат повисок економски стадиум од сите нас и едноставно сакаат економски да влијат, сакаат, да бидам најбрутално искрен, сакаат да прават пари во регионот. Дали ова е победа на европското крило наспроти американското крило, имајќи во предвид дека Трамп силно и јавно застана во поддршка на
до вчерашниот унгарски премиер, а сега веќе е опозиционер? Јас мислам дека нема американско крило во Европа. Јас мислам дека општо во светот, не само во Европа, влада е големо разочарување од политиката што ја води Трамп. Едноставно, јас не знам дали некој воопшто ја поддржува таа политика, освен некои десничарски партии кои што се директно поврзани со на финансиски, политички, не знам каков план. Реално не гледам проамериканско крило, не гледам ни дека посетата на Венс ми помогна нешто на Орбан изборите, напротив, сите проценки беа дека ќе му наштети. Така што мислам дека ова е повеќе дали си проевропа или си антиевропа. Повеќе таква определба беше. Мислам дека Америка тука не играше улога никаква. Поддршката на Доналд Трамп на Орбан му делуваше токсично на овие избори. Затоа што очигледно дека сентиментот во Европа, особено по почетокот на овој конфликт со Иран, е прилично анти-Трамп. И практично Орбан изгуби дел од поддршката најмногу затоа што беше сервилен на двоецот, би рекол, Трамп-Нетањаху. И што делуваше буквално спротивно од ставовите на огромен дел од популацијата на Унгарија во однос визави политиките на Трамп или политиките на Нетањаху. Она што ќе остане јасно после овие избори е дека Орбан погреши кога мислеше дека поради меѓународната поддршка ќе ги добие изборите. На крај излезе дека поддршката можете да ја добиете или да ја изгубите единствено од граѓаните. И Трамп не само што не му помогна, па беше таму и J.D. Vance, подпредседателот на САД, туку му одмогна во неговото представување пред унгарскиот народ како автентичен борец за интересите на Унгарија и унгарците. Ги знаеме релациите меѓу Скопје и Будимпешта. Како дали актуелната влада, особено водечкото, владеачката гарнитура е изненадена од ваквиот изборен Пораз? Не. исход? Да. Мислам дека не се изненадени. Мислам дека тоа се виде при последната посета на премиерот на Унгарија. Реално нашата делегација, македонска делегација, отпатува во Унгарија за да даде поддршка на Орбан пред изборите. Меѓутоа, таа поддршка беше толку дискретно дадена и толку беше спакувана во некоја друга форма, како соработка меѓувладина, што беше јасно дека на Мицковски му е јасно дека Орбан нема да победи и дека и за него е ризик личен, ќе биде политички пораз, ако јавно излезе на сцена како Венс и го поддржи Орбан. Никој не веруваше таа приказна, дури Венс изјави дека не верува дека ќе победи. Така што мислам дека во владата одамна се подготвени и соочени со фактот дека Орбан на овие избори нема да добие и мислам дека има сценарио за оваа ситуација веќе подготвено. Во времето на мандатот на Орбан беше подпишана кредитната линија од 1 милијарда. Кој повеќе ќе има главоболки? Новиот унгарски премиер или македонските власти? Знаете, во договорите за кредитирање, независно дали држава земела кредит или вие сте отишле во банка да земете кредит, главоболката е секогаш обострана. Го боли и тој што треба да земе пари, го боли и тој што треба да врати пари. Двајцата се оптеретени со одредени рокови. Петар Маџар имаше јасна изјава, во која што ја спомна и Македонија, со називот на нашата земја. Рече дека практично соработката на Орбан со одредени балкански земји, каква што е Македонија, ја спомна Македонија посочувајќи го тој пример, не е причина Унгарија сега да ја смени политиката. И дека и понатаму тие стратешки партнери ќе останат стратешки партнери на Унгарија и дополнително даде јасно ветување дека тој нема да влијае на политиката во овие земји. Веројатно, нели, алудирајќи дека Орбан претходно влијаел, но тој кажа ние нема да се мешаме во избори и во политики во тие земји. Така што мислам дека нема да има главоболка со овој кредит, доколку ние на време ги вратиме парите
и доколку Унгарија на време ги прими парите. Доколку као во секој должничко доверителски однос би рекол. Како вие ја доживувате пораката на новиот премиер дека Унгарија нема да биде меѓународно засолниште за криминалците? Таа порака е очекувана, бидејќи Петер Маџар сака да расчисти со целата политика на Орбан. Во рамките на таа политика спаќа нели азилот на Груевски, кој што беше актуелна тема во Унгарија, пишуваа за тоа многу медиуми. Јас очекувам дека има две сценарија, нели, нормално, сите ние не можеме да предвидиме точно што ќе се случи. Едното сценарио е дека Груевски ќе си најде нова дестинација, а второто сценарио, ако веќе дојде во Македонија, ако биде испорачан, јас мислам дека нисправниот лавиринт дека ќе биде ослободен. Сметам дека тоа е процес кој, доколку ги земете законските прописи во Унгарија, тоа ќе биде многу тешка мисија доколку сака да го испорача назад Никола Груевски, затоа што тој веќе има добиено азил за одреден случај. Сега треба да се има одредени нели законски процедури кои ги важат, односно права кои ги добива секој кој добил азил. Меѓу другото, сметам дека најверојатно господинот Груевски веќе има добиено и унгарско државјанство. Па сега не знам дали има договори за екстрадиција и така натаму, но тоа сепак е една законска процедура која не трае ни 1 месец, ни 3 месеци, а богами ни 6 месеци, ни година дена. Доколку има политичка волја, може и да го екстрадираат, иако не верувам дека тоа ќе му биде сега еден од приоритетите на Маџар. Тој има многу позначајни работи да реши во првите месеци од неговото владење. А доколку го испорача, изјавата на премиерот беше јасна на Македонија дека ние сме подготвени да го пречекаме и да го упатиме Груевски таму каде што му е местото. И доколку сака Петар Маџар да му направи огромна услуга на Христијан Мицковски, сметам дека тој би го испорачал Никола Груевски. Затоа што така и последниот товар кој го има ВМРО ДПМН од минатото, тие би го расчистиле. Што е поверојатно? Екс-премиерот Груевски да биде вратен дома или поранешниот лидер на ВМРО ДПМН да најде ново засолниште? Не можем да влезам во главата на Груевски. Многу поупатен и тоа не им успеало. Така што не знам која ќе биде алтернативата која тој би ја барал во овој процес. Но доколку Груевски бара засолниште, познавајќи ја неговата политичка лукавост, би рекол, можам да се обложам дека тоа нема да биде Русија или Кина или некоја земја каде што многумина би сакале тој да отиде. Може ли е политички потрес од евентуалното негово враќање? Не. Внатрешно во земја? Не. Нашата влада е прилично има ВМРО ДПМН општо како партија, они секогаш имаат цврста структура која секогаш е обединета околу лидерот. Многу похаризматски лидери од типот на Љупчо Георгиевски не успеале да направат потрес во ВМРО ДПМН, така што не верувам дека и Груевски би го направил. Истото, но дека ќе биде тема атрактивна за медиумите и политичката сцена, евентуалното негово враќање, тоа е јасно, ама за политичките реперкусии од тоа, искрено сум скептик. Груевски статутарно е ограничен со новиот статус нели на ВМРО, статут на ВМРО, не може да биде повеќе од 2 пати премиер. Никој во партијата. Втора работа, јас мислам дека главната цел на Груевски на ВМРО ќе биде како он да се амнестира, едноставно да се ослободи од обвиненијата и дека они ќе бидат фокусирани на тоа. Дури да покаже политичка амбиција Груевски, ние мора да сме свесни дека времето не стои, се смени околностите. Призмата низ која што сега го гледаме Груевски не е иста како пред 2017 година. Едноставно тој нема што да понуди веќе на граѓаните во Македонија и не знам кој граѓанин ќе гласа за некого што е на црна листа на САД. Мислам дека неговите политички шанси се многу мали. Македонската дипломатија, односно македонската надворешна политика се потпира на
истите луѓе на кои се подпираше Орбан, тоа се Трамп и Нетањаху. Не го ставам Путин овде, затоа што во однос на Украина, Македонија има диаметрално спротивни ставови од оние кои ги имаше владата на Орбан. Но, во однос на случувањето на Блискиот Исток, во однос на геноцидот во Газа, македонската политика покажа сличен став со оној на Виктор Орбан. Ние се сеќаваме на оние гласања во Обединетите нации, каде што ние гласавме заедно со Унгарија и со уште неколку острови, банана држави, би ги нарекол, против хуманитарна помош за Газа. Тоа е проблематично, Чомовски. Знаете, тоа е многу проблематично. И сметам дека токму овој резултат на Орбан треба да ја мотивира македонската надворешна политика да се тргне од двоецот Трамп-Нетањаху и малку повеќе да се усогласи со европската надворешна политика. Договорот со Британија и соработката со Британија е чекор кон тоа. Но ни треба уште еден дополнителен чекор. Затоа што е очигледно дека таа врска која ја имаше Орбан со Трамп и Нетањаху се покаже како токсична за него. Не сакаме таа врска да се покаже како токсична за иднината на нашата земја. Само откако ќе се случи нешто лошо и тоа го учат во моментот кога ги надвладува, ги обзема некоја таква колективна болка и траума, меѓутоа тоа многу брзо се заборава до следната и на долг рок испаѓа дека сепак не учиме, меѓутоа јас сум оптимист и сакам да верувам дека не мора да се случат, да чекаме да се случат лошите работи, трагедиите и катастрофите за да научиме нешто, дека имаме прилика, отворени сме, постои интернет, постојат многу начини да се информираш и верувам дека доколку се сака може да се научи.